Уште еден самит на Европската Унија, уште едно разочарување за Македонија, но и голем дипломатски пораз на актуелната влада. Не можевме ниту да очекуваме нешто подобро, бидејќи власта не го исполни ветувањето кон Брисел за уставни измени, на што се противеа и опозицијата и народот. Премиерот Ковачевски го прифати францускиот предлог без согласност на опозицијските партии, па сега тие му се виновни за неговиот неуспех да го испорача она на што се нафати. Прво, единствено тежнувачки фактор зошто не е одржана втората меѓувладина конференција, која што е јасно наведена во заклучоците, е антиевропската, анти-ЕУ, анти-НАТО и проруска коалиција во Северна Македонија. Штом бидат спроведени амандманите на Уставот во Северна Македонија, кои што се од техничка природа, што сите вие тоа го знаете, бидејќи нема никаква забелешка во однос на амандманите, тогаш ќе биде одржана втората меѓувладина конференција. Иако Ковачевски вели дека во Брисел имало позитивни дискусии за европската иднина на Македонија, јасно е дека на овој самит фокус ќе бидат Украина, Грузија и Молдавија. Според експертите, Западен Балкан за жал ќе биде само една приколка. Јавноста е сведок на една специфична ситуација. Сме го почнале процесот на преговори, но за реален старт сме условени со уставните измени. Поранешниот амбасадор Боцевски смета дека овој ќорсокак се должи на францускиот предлог, кој и покрај сите протести власта го прифати без да постигне консензус. Донесен е предлог, договор, со кој што Македонија станува роб на една друга земја во процесот на нејзината европска интеграција, роб на барања кои што задира директно во македонскиот идентитет, во македонското граѓанство, во македонската историја и во македонската култура. Токму тие причини и отпорот и овој негативен рейтинг кој што го има договорот Петков-Ковачевски. Не очекувам никаков исчекор. Се гледа дека и разговорите одат во таа страна, односно суштина на разговорите во момент е околу Украина, околу тоа дали Украина нели ќе добие почеток на преговорите за членство. Според поранешниот амбасадор Никовски, самитот ќе го потврди она што веќе се знае, дека проширување уште многу долго нема да има. Револтира тоа што Европската Унија ги гледа уставните измени како наша заложба, иако како што вели, прифаќањето на францускиот предлог ја покажа крајната политичка неписменост. Никакво изненадување нема да се случи, а знаете, клучно во сета оваа работа е што сите наши домашни манипулации дека за дереџето, за тунелот безизлезен во кој сме доведени е виновна опозицијата. Тоа не е точно, бидејќи тука не донесе власта, која на еден невиден, неписмен и непрофесионален начин прифати нешто што не може да го реализира, а тоа е промена на Уставот. Советот за општи работи на Европската Унија ги донесе заклучоците дека Македонија мора да ги внесе бугарите во Уставот, па дури тогаш ќе се одржи втората меѓувладина конференција. Истото се потврдува и на самитот на Европската Унија. Главни теми на дводневниот самит се проширувањето, процесот на стабилизација и асоциација, војната во Украина, ситуацијата на Блискиот Исток, ревизија на повеќе годишната финансиска рамка за периодот од 2021 до 2027 година.